Се наоѓам пред стара напуштена зграда, што снимав пред една година, и ако се сеќавате, тогаш предупредив дека оваа зграда ќе се распадне, и како што гледате сега, скоро и се распадна оваа зграда. Па ајде одиме да снимаме за последен пат, затоа што дефинитивно нема ништо да остане од овој прекрасен објект. Мислам дека е време да се научиме да ги цениме работите кои што ни ги оставиле нашите предци. Мислам дека е крајно време, затоа што ништо не ни остана. Тоа е и примерот со овој објект, кој што некогаш бил школа, меѓутоа после тоа можел да се пренамени во било што друго. Ово мислам дека некогаш било местото каде што јаделе или мензата, или ова е така наречениот подрум на овој објект. Подрумот е добро зачуван, ајде одиме сега натаму да го истражиме местото. А ова е една од училниците, класична училница, во која уште се останати некои клупи, некои списанија. Меѓутоа е скроз уништена, како и се друго. Тоа да не го напоменувам секаде каде што одам, затоа што гледате дека се е разрушено и дека некогаш сигурно било различно.
Како што видовте, се работи за огромен објект. Објект кој што доколку бил навремено зачуван, сега би можел да вдоми десетина фамилии. Најмалку десетина фамилии. Сите овие простории би можело лесно да се пренаменат во стамбен простор и би можеле многу луѓе тука да се вселат и да си живеат, затоа што во Македонија да купиш стан или куќа постанува ужасно тешко и додека овие стари објекти ги оставаме да се распаѓаат, можеме да ги пренамениме во објекти во кои што би можеле луѓе да живеат или би можело да се дадат на луѓе да ги средат или да ги сквотуваат, да им се дадат на луѓе да ги средат, да ги избелат и да си живеат едноставно во нив. Значи има решение за овие објекти, има секакви решенија, меѓутоа ние го бираме решението да замижеме пред нив, да не се замараме и да ги оставиме да се уништат. За жал, тоа е времето во кое живееме, тоа е нашето размислување, нашата колективна свест е таква и едноставно немам повеќе зборови за тоа колку се само уништуваме и колку не ни е гајле. Едноставно не ни е гајле. Сите си се проектираат некаде надвор од тука и веќе никој за ништо не се замара. Дали е тоа добро, дали е лошо, ќе покаже времето. За тие што ќе се спасат ќе биде добро, за тие што ќе останат ќе биде ужасно лошо. Меѓутоа можеме сите заедно да се здружиме, да создадеме некоја колективна свест која што ќе не издигне од сета ова беда и рушевина околу нас. За жал, тоа е тоа. Јас ви благодарам што го гледавте ова видео. Јас си заминувам од овој објект затоа што не е безбедно да се седи тука. Многу е у лоша состојба, иако пред само една година, кога го снимав првото видео, беше во многу подобра состојба. Значи, деновите на овој објект се изброани и за многу кратко време ќе го нема, како и многу други работи кај нас. Ви благодарам што гледавте ова видео и се гледаме во некој мое наредно видео.